Почитувани, во општина Кочани живеат граѓани кои заслужуваат да продолжат да живеат во општина во која има економски развој, станува убава и модерна и се стреми да ги задоволи апетитите на секој жител, без разлика дали урбаниот или руралниот дел. Граѓаните на Кочани заслужуваат искреност од кандидатите за градоначалници. Ние, како ВМРО ДПМН, имаме конкретни планови, конкретни проекти кои директно влијаат на подобрување на животот на граѓаните на општината. А со нашето искуство имаме точен увид од потребите на граѓаните во општината, што за таа сметка имаме изработено проекти со точни и прецизни податоци кои ќе ветиме затоа што и ќе го оствариме ветувањето. Јас, како градоначалник, заедно со Советот на општина Кочани, во изминатиот мандат покажавме дека Кочани може да биде подобро место за живење, дека Кочани заслужува да добие шанса за да ги подобри условите за живење на кочанчани. Ветувањата од претходните програми можеа да ги проверат во отчетот кој ви го доставивме. Се со цел за да не проверите и да не убедите дека ние сме луѓе, ваши сограѓани, кои се држиме до дадениот збор. Но, почитувани сограѓани, дојде време кога пак се гледаме во очи и треба да го дадеме нашето ветување, а вие да ни ја дадете вашата поддршка за да ја исполниме нашата нова програма за следниот мандат од 4 години, која и овој пат е амбициозна, но за нас е остварлива. Ќе ви представам еден мал дел од позначајните планирани проекти од мојата програма за Кочани. Прво, изградба на пречистителна станица за отпадни води во општина Кочани. Започната е реализацијата на проектот за изградба на пречистителна станица и изградба на колекторски систем за отпадни води, со што ќе се реши проблемот со отпадните води во општина Кочани, а проектот е во висина од 21 милион швајцарски франци, финансиската конструкција е затворена. 2. Изградба на брана Речани на Оризарска река. Активностите продолжуваат околу изградбата на браната Речани на Оризарска река. Капитален проект кој е важен за источниот регион и кој е со вредност од 38 милиони евра, и досега се завршени сите истражни работи, подготвена е целокупната документација, пробиен и асфалтиран е пристапниот пат до самата брана, а последно што е дека е избран изведувач на самото тело на браната. Трето, изградба на експресен пат Штип-Кочани. Се предвидува изградба на нов експресен пат Штип-Кочани, бидејќи моменталните сообраќајни и технички решенија на постојниот пат не ги задоволуваат потребите на возачите и безбедноста на сообраќајот. Со изградбата на експресниот пат Кочани ќе добие едно современо инфраструктурно поврзување со што ќе се олесни сообраќајната комуникација. Вредноста на овој проект е 55 милиони евра. Четврто, изградба на 2 кружни тека. Едниот на западниот дел во општината кој ќе биде и приклучок кон новиот експресен пат, а со тоа општина Кочани ќе добие ново, функционално, прегледна и модерна патна инфраструктура и при самото влегување во општината ќе се остави добар впечаток. Вториот е во централното градско подречје за побрза фреквенција на возилата помеѓу улиците Никола Карев, Стево Теодосиевски, Глигор Апостолов Гочо и ВМРО, со што ќе се замени досегашното семафорско решение. Пето, развој на спортско-рекреативниот центар Пониква и изградба на водоводна и канализацијска мрежа. Продолжуваме со афирмација на спортско-рекреативниот центар Пониква на национално и меѓународно ниво. Развој на зимските спортови, создавање капацитети и услови за воведување на регуларни и екстремни дисциплини кои ќе ја збогатат туристичката понуда. Шесто, со цел понатамошно унапредување, подобрување и зачувување на здравието и поттикнување на интелектуалниот и емоционалниот, физичкиот и менталниот и социјалниот развој на детето, планираме да се изградат проширување на капацитетите во детските градинки, со што е планирано отварање на уште клонови на
Павлина Велјанова во населбата Дрчевик со капацитет од 120 деца и во населеното место Тркање со капацитет од 50 деца. Седмо, за развој на масовниот спорт и на спортот за сите, најдобар начин да се создадат услови е преку изградба на повеќенаменски игралишта. Повеќенаменските игралишта ќе бидат изградени во склопот на основното училиште Малина Попиванова, понатаму во селото Нивичани и во селото Грдовци. Осмо, реновирање на градскиот стадион Никола Мантов, реконструкција на трибините преку поставување столчиња, како и реконструкција и реновирање на собликувалните и тревната површина со систем за наводнување. Девето, започната е целосна реконструкција на општинската зграда со замена на кровната конструкција и на добивање одреден простор со кој ќе се намени за Советот на општината Кочани и разни други состаноци. Поставување на термофасада и замена на електричната инсталација, со што би се добило енергетско ефикасна градба, а со тоа би се подобрили условите за работа на администрацијата. Проектот е со вредност од 10 милиони денари. Десето, изградба на катна гаража во централното градско подрачје, кај поштенската зграда ќе се изгради катна гаража во која би се паркирале одреден број на возила. Од тоа би се намалил сообраќајниот метеж во сообраќајот во централното градско подрачје. 11. Продолжуваме со асфалтирање на голем број на нови улици во градот Кочани и населените места. Реконструкција на постојната инфраструктура на територијата на општина Кочани, асфалтирањето на улиците ќе го продолжиме во интензивен континуитет и во мандатниот период се планираат асфалтирање во град Кочани за повеќе од 10 километри, додека во населените места повеќе од 15 километри. Драги сограѓани, програмата што ја нудам е реална, остварлива, која бара напорна работа и голема посветеност. Нудиме просперитет, сигурност и можност за општина Кочани да продолжи по патот на развојот. И знајте, со нас сте на чисто секогаш, Секогаш имате можност да не проверите, затоа што она што го ветуваме и го реализираме. Секогаш работа, секогаш Македонија. Кон нови предизвици на 15 октомври, излезете масовно, гласајте за реден број 13, за да ја отпочнеме новата ера на Кочани. Ви благодарам на вниманието.